кратки најави за денешниот дневник. Пецаков очекува позитивен исход од посетата на Охрид на експертите од УНЕСКО и Бернската конвенција. Охридскиот завод и музеј го одбележа светскиот ден на културното наследство. Најгледаната британска ТВ емисија со директно вклучување од Охрид. Пензионерот Стојан Ѓорѓиевски од Охрид изработува сувенири од дрво и традиционална покујќнина. Пецаков го поништи јавниот повик за субвенционирање на клима уреди. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно и нестабилно. Врнежи од дожд, релативно топло за овој период од годината со измерени максимални 13 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда, времето ќе биде умерено облачно, а врнежите ќе престанат. Утре на централна, источна и југоисточна Европа, на најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа, стабилно со локална облачност. На Балканскиот полуостров во среда, умерено облачно и нестабилно време, врнежи од дожд, ветровито и свежо време, со дневни температури под годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе бидат во интервал од 12 до 18 степени на Балканот. Во Македонија во среда времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо за овој период од април. Попладне и вечерта во северозападните, западните и югозападните делови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и слаб северен и северозападен ветер. Минималните температури од 2 до 11, максималните дневни температури утре во Македонија од 10 до 19 степени. Во Охрид во среда времето ќе биде умерено облачно. Ќе има сончеви периоди, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд и до умерен слаб северозападен ветер. Минималната температура 6, дневната 13. Во четврток во првата половина од денот умерено облачно време во Охрид. Ќе има и сончеви периоди, а попладни услови за слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура 3, дневната 16 степени. Во петок и сабота свежо утро, сутринска температура од 2 до 4 степени, а во текот на денот времето ќе биде сончево. Ќе има локална облачност, а максималната дневна температура ќе достигне 17, односно 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар
никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. За 10 дена во посета на Охрид доаѓаат представници на УНЕСКО и Бернската конвенција. Првиот човек на градот очекува позитивен исход од увидот на експертите, вели и покрај негативните кампањи и недостигот на финансии, општината посветено работеше и работи на спроведување на препораките за заштита на културното и природно богатство. Кон крајот на овој месец во мониторинг на Охрид доаѓаат представници од УНЕСКО и Бернската конвенција. Тие ќе вршат увид до каде е напредокот во однос на спроведувањето на препораките за заштитата на природното и културното наследство. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков смета дека напредокот е постигнат согласно можностите и финансиите на општината и смета дека критиките во јавноста се дел од оркестрирана кампања на поединци. Ставување на услови, првично 3-годишен договор, а второто Охрид ќе може во секој момент да го раскине договорот. Зошто? Затоа што во моментот кога ќе биде донесен планот за управување на Охридско крајбрежје, каде што точно ќе бидат одредени местата каде што би можело да има плажи, тогаш ќе оди по инаква сосема постапка која што општина Охрид ќе тера преку секторот за урбанизам исто така да овој ваков период го поминуваме се донесување, доколку се донесе побрзо, ние го раскинуваме договорот и започнува нова постапка за уредување. Градоначалникот најавува дека ова лето после 2-годишна пауза ќе бидат уредени плажите на крајбрежјето. На 11 плажи ќе се постави времена урбана опрема, односно шанкови од природни материјали. Во езерските води нема да има платформи ниту било какви други градежни конструкции. Ќе бидат во Министерството за животна средина првичниот состанок, а другиот ден ќе дојдат тука во Охрид. Ние како општина Охрид имаме доста направено, посебно последна година и пол, иако и наназад има доста што да се зборува на токму на оваа тема. Ќе ги презентираме сите наши работи докај што сме стигнале, што сме направиле, што сме испроектирали и колку во суштина ние како општина и покрај неможноста да имаме
доволно финанси за тие работи кои што зависат од финанси да ги завршиме, сме направиле, така да јас се надевам на позитивен исход. Целта е да не трпи туризмот, а гостите да може да уживаат на охридските плажи. Градоначалникот Пецаков се надева на позитивен извештај од УНЕСКО и покрај тоа што се води сериозна негативна кампања против градот од лица кои не имаат никаква врска со градот, ниту пак потекло од Охрид. Со бесплатен влез на сите локалитети и во сите музеи во земјава и во Охрид, а под мотото "Дојди, посети, истражи", одбележан Светскиот ден на културното наследство. Овогодишната тема на Светскиот ден на наследството е промени на наследството, која се фокусира на суштинското прашање за климатските промени и поврзаноста со зачувување на културното наследство. Музеј Куќата на Робевци, Самуиловата тврдина, галеријата на икони, музејот на вода во Градиште денеска беа бесплатно отворени за сите љубители на културата и културното наследство. Под мотото "Дојди, посети, истражи" и Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид го одбележа Светскиот ден на културното наследство, признат од ИКОМОС-а, поддржан од УНЕСКО. Многу интересни. Јас сум од Австралија и јас сум многу среќна дека јас можам да посетам музеј и да идам да открием македонската култура. Лично како граѓанин на Охрид, кој што е роден овде, живеам овде, би сакала да ја поздравам ова иницијатива на Музеј и Завод Охрид за можноста што ни се укажува да ги видиме убавините на Охрид, нашето културно наследство, историјата, но и како представник на Црвен крст Охрид сакам да упатам благодарност за можноста која што ни се дава да се посетат подружниците на Музеј и Завод за нашите групи кои што ни доаѓаат од целиот свет. Јас го ценам многу наследството, културното наследство на Охрид и оваа прилика е многу добра за мен да ги посетам сите музеи во Охрид. Кога се спроведуваат акции каде влезот во подружниците е бесплатен, тогаш бројот на локалните посетители и туристите од земјава е вообичаено поголем. Странските туристи се редовни и знаат што сакаат да видат, но потребна е поголема промоција на движното и недвижно културно наследство со кое располагаме кај нашите посетители. Тоа најдобро може да го направиме ако започнеме со запознавање со карактеристиките на културното наследство кое ни е на располагање уште од најмали нозе, од училишните клупи, вели директорката на Охридскиот завод и музеј Катерина Велковска. Од објектите кои што се во наша надлежност, галеријата на икони е со најмала посетеност од локалното и од македонското население, а е светски позната икона на исти ранг со Третјаковска галерија, со збирката на икони во Синајскиот манастир, на Атос. Значи, би било добра идеја посетеноста на галеријата на икони да биде вклучена како во програма во образовниот процес. Овогодинешната тема на Светскиот ден на културното наследство е промени на наследството, која се фокусира на суштинското прашање за климатските активности и нивната поврзаност со зачувување на културното наследство. Меѓународниот совет за споменици и локалитети ИКОМОС тврди дека темата за промени во наследството исто така носи можност да се разговара и да се решат празнините во учењето за традиционалните системи на знаења во однос на справувањето со климатските промени. Темата исто така се фокусира на тоа како да се користи културното наследство за да се поддржи заштитата на ранливите заедници, додека се однесува на декадата за акција на Обединетите нации. Се менува дрвената конструкција на античкиот театар. Националната установа Завод и музеј Охрид информира дека започнале зафати за демонтажа на дотраената и поставување нова дрвена конструкција на античкиот театар. Просторот каде ќе се изведува демонтажата и поставувањето на новата дрвена конструкција ќе биде затворен поради безбедност на посетителите, посочуваат од установата. Директно вклучување од Охрид во најгледаната дневна телевизиска емисија This Morning, која се емитува во Велика Британија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е организатор на информативно патување за новинари и репортери од дневното шоу This Morning во период од 17 до 20 април. Нивниот интерес е да направат репортажа за недопрените убавини на нашата земја која е буџет френдли за туристите.
Целта на ова патување е промоција на Македонија, главниот град Скопје и Охрид како дестинации погодни за туристите од Велика Британија, а како предност се земаат новите чартер летови од Лондон и Манчестер до Охрид и редовната линија со Виз Ер од Скопје. Туи веќе имаат активна кампања за нашата дестинација и промоција на активните форми на туризам и посета на локалните, рурални предели и мали семејни винарии. Британската јавна телевизиска мрежа ITV има широко опфатна публика. На нивните социјални мрежи имаат значителен број на следбеници, 1 милион следбеници на Инстаграм, 2,5 милиони следбеници на Фейсбук, 2,5 милиони сабскрајбери на YouTube. Предстојнава сезона очекуваме 100% зголемување на туристите од Англија и ова представува дополнителен мотив заедно со туристичкиот сектор да работиме кон остварување на целта за 2023 година, а тоа се 3,5 милиони ноќевања, изјави директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски. Агенцијата за туризам искажа благодарност до име Швајцарска програма за зголемување на пазарната вработливост за поддршката при организација и реализација на информативното патување кое е од значење за промоција на земјава на британскиот туристички пазар. 74 годишниот Стојан Ѓоргиевски веќе 14 години изработува етно сувенири претежно од дрво. Неговите вешти раце го пресликуваат нашето културно богатство, она на кое полека сите подзабораваме. Но не се само сувенирите. Чичко Стојан ги изработува и оригиналните предмети и покуќнина кои имаат и употребна вредност. Предмети кои некогаш биле основни елементи на интериерот и символ на традиционалната македонска куќа. Плаќанецот Стојан Ѓоргиевски во својата малечка работилница во Охрид повеќе од една деценија изработува најразлични етносувенири. Станува збор за минијатури на можеби пред неколку децении некои од најмногу употребуваните предмети во домаќинствата. Разбои, каци, бочви за чување вино и ракија, сачови, ковчези, во кои некогаш девојките грижливо го чувале прикето, предмети и делови од покуќнина, кои веќе исчезнуваат не само од домовите, туку и од нашите сеќавања. Ѓоргиевски кажува дека посебна мотивација немал. Првите пензиски денови биле мотив сами по себе, тој да продолжи да го прави она што најдобро знае со своите раце. Неговите изработки стигнале преку неговиот внукина Златибор во соседна Србија, на што Чичко Стојан е многу горд. Пред 9-10 години имав еден внук во Златибор и на гарнитура му дадов таму и претежно од овие кога таму се бават со трупци, со волови. Сега има трактори, машини, работат влечија и му даде градоначалникот некоја награда и после тој парите ми даде мене, зашто ја му дадов овие, не му дадов пари, внук ми беше. Ко видо таму имаше емисија некоја прават, Жикина Шареница или беше не знам каква и беа многу задоволни, претежно со тоа беа задоволни и со разбојчено горе. Ѓоргиевски најмногу сака да работи со дрво. Ноќви, таруни или кај нас познати како блют, елемент кој домаќинките го користеле и некои се уште го користат како основа на која месат леп и сукаат тесто. Предмети кои некогаш биле основни елементи на интериерот и символ на традиционалната македонска куќа. Ѓоргиевски и денес ги изработува. Не му треба многу време за изработка на еден сувенир. За работа претежно користам од буково дрво. Тоа е поздраво, поквалитетно и потрајно. Разбојав потребите еден ден скоро. За разбојче. Разбојче и нешто мала работа. Вакви се зедо некој ми зедо за 8 март ланската година, за ваката цвеќина. А ова година, ови ми се прв пат година вака великденски, ова во вид на каче, па како сорачка, како кошниче, па и украсно и така. Празни се македонските села, вели Чичко Стојан. Непресушниот извор на неговата инспирација, родното плаќе, сега луѓе го посетуваат само во лето. Па така Чичко Стојан од неодамна почнал да пишува и поезија и проза за родното село, за луѓето кои ги знаел, за убавините каде пораснал. Работел во многу професии. Работел како градежник во Битолска Пелагонија, каде го научил заварувачкиот занает и дрводелството. За да пензијата ја дочека,
во Охридската поранешна слобода како шофер, патувајќи низ цела поранешна Југославија. Преку неговата ќерка, неговите изработки може да се видат и на социјалните мрежи. Градоначалникот Пецаков го поништи јавниот повик за субвенционирани клима уреди. Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уред за 2023 година е поништен. Известуваат од секторот за заштита на животна средина и управување со отпад, во чии рамки се спроведува проектот подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во општина Охрид. Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка модерен систем за затоплување инвертер клима уред за 2023 година, објавен на 6 април, се поништува. Согласно доставениот ревизорски извештај и решението за поништување донесено од страна на градоначалникот на општина Охрид, велат од локалната самоуправа. Граѓаните кои поднеле апликации ќе бидат телефонски известени за периодот кога ќе може да ги подигнат документите со кои аплицирале. Од полноќ поскапува бензинот, дизелот со иста цена. Цената на Евро Супер 95 се зголемува од вечерва на полноќ за 0,5 денари, а од утре малопродажната цена ќе му биде 85 денари. Евро Супер 98 останува со иста цена и ќе се продава по 87 денари по литар, додека иста останува цената и на Евро Дизелот, кој ќе се продава по 74 денари. Се менуваат и цените на екстра лесното масло и мазотот, кои од утре ќе се продаваат по 72,5 денари литар за лесното масло, што е поевтинување за 0,5 денари, и 41,1 денар за мазотот, кој поскапува за 0,3 денари. Следуваат вестите од светот. Министерството за финансии на САД објави предупредување до американските компании во врска можното непочитување на ограничување на цената на извезената руска нафта, посочувајќи конкретно на нафтата извезена преку источно-пацифичкиот сибирски гасовод и пристаништата во источна Русија. Канцеларијата за контрола на странскиот имот препорачува американските трговски компании да ги зачуваат документите кои покажуваат дека купувале руска нафта и нафтени деривати по или под невисока дозволена цена. Предходно во февруари Министерството за финансии на САД објави упатство за спроведување политика за ограничување на цените за руската сурова нафта и за руските нафтени деривати. Министерството се повика на своето упатство во своето понеделничко предупредување, нагласувајќи дека лицата од САД кои обезбедуваат услуги треба да одбијат учество во трансакции кои ги избегнуваат или прекршуваат определбите за ограничување на цена и да пријават таква трансакција до канцеларијата. Групата Г7, Европската унија и Австралија воведе ограничување на цената на руската нафта од декември минатата година како дел од санкциите против Русија поради инвазијата на Украина. Руските сили ги засилија артилериските и воздушните напади во источниот украински град Бахмут, изјави командантот на копнените сили на Украина. Борбите во и околу Бахмут траат со месеци и се сегашниот епицентар на војната во Украина. Русија останува посветена на освојување на Бахмут по секоја цена, но во обидот да ја постигне таа цел да има значителни загуби. Русија тврди дека и украинските сили трпат големи загуби во тој град во источна Украина. Освојувањето на Бахмут може да послужи како одскочна даска за Русија да напредува кон двата града во регионот Донецк, Краматорск и Славјанск. Шефот на платеничката руска војна група Вагнер, која го предводи обидот за преземање на Бахмут, овој месец изјави дека нејзините борци контролираат повеќе од 80% од градот. Украина го негираше ова, велејќи дека се уште контролира значително поголем процент од градот. Се очекува украинската армија да започне контраофанзива во наредните недели или месеци со цел повторно да ги заземе териториите под руска контрола. Рускиот председател Владимир Путин ги посети воените штабови во украинските региони Херсон и Луганск, кои делумно се под контрола на руската војска. Присуствуваше на војниот команден состанок во регионот Херсон за да ги слушне извештаите од командантот на воздухопловните сили армиската група Днепар и други високи офицери за ситуацијата во регионот Херсон и Запорожје, кои Москва ги прогласи за дел од Русија. Руските трупи се повлекоа од регионалниот штаб градот Херсон минатиот ноември, додека ги зајакнуваа своите позиции на спротивниот брег на реката Днепар во очекување на украинската контраофанзива. Путин го посети штабот на националната гарда во Луганската област во источна Украина. Уште еден дел од Украина кој минатата година беше анектиран од Москва. Кремљ не соопшти кога Путин учествувал на овие состаноци.
Одрон затрупа неколку камиони на автопат по должина на границата меѓу Пакистан и Афганистан, при што загинаа 2 лица, десетици беа заробени, соопштија локалните власти. Во тек е спасувачка операција на десетици пожарникари со тешка механизација на граничниот премин Торкхам, изјави официјален представник. Свилечиштето било предизвикано од обилни дождови и невреме со грмотевици и зафатило неколку северни и светозападни региони на Пакистан во текот на ноќта од неделата кон понеделникот, објаснуваат агенциите. Спасувачите излегуваат 20 мртви афганистански државјани, а најмалку 6 повредени се пренесени во болница, изјави представник на локалната администрација. Можеби повеќе од 40 лица се заробени. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.